8 кратки зен приказни. Напорна работа. Ученик во боречки вештини отишол кај својот учител и самоуверено му рекол: Јас сум посветен на учење на твојот систем. Колку ќе ми треба да станам мајстор? Одговорот на учителот бил ноншалантен. 10 години. Нестрпливо ученикот одговорил: Но јас сакам да станам мајстор побрзо од тоа. Ќе се трудам многу напорно. Секој ден ќе вежбам, ако треба и 10 или повеќе часа дневно. Колку време ќе ми треба тогаш? Учителот за момент се помислил. 20 години. Месечината не може да се украде. Риокан, зен учител, живеел многу едноставно во мала колиба во подножието на планината. Една вечер крадец отишол во неговата колиба само за да открие дека нема што да се украде. Риокан се вратил и го фатил. Многу пат си поминал за да дојдеш овде, му рекол на провалникот. И не треба да си одиш со празни раце. Те молам, земи ги ја лиштава како подарок. Крадецот бил збунет. Ги зела лиштата и се искрадол. Риокан седнал гол, гледајќи ја месечината. Кутриот, рекол замислено. Би сакал да можев да му ја дадам оваа прекрасна месечина. Шолја чај. Нан Ин, јапонски учител од Меиџи периодот, примил во посета универзитетски професор кој сакал да го истражува зенот. Нан Ин послужил чај. Ја наполнил шолјата на гостинот и потоа продолжил да става. Професорот гледал како се прелева се додека не можел повеќе да се воздржи. Преполна е, не собира повеќе. Исто како оваа шолја, му одговорил Нан Ин. Ти си полн со своји сопствени мислења и спекулации. Како можам да ти го покажам зенот ако прво не ја испразниш твојата шолја? Вратите на рајот. Воин по имено Бушиге отишол кај Хакоин и прашал: Дали навистина има рај и пекол? Кој си ти? Прашал Хакоин. Јас сум самурај, одговорил воинот. Ти, воин, извикал Хакоин. Каков е тој владетел што тебе те зел да го чуваш? Лицето ти е како на некој питач. Но Бушиге толку се разгневил што посегнал по катаната, но Хакоин продолжил. Значи и меч си имал. Оружјево ти е претапо за да ми ја пресече главата. Кога Нобушиге го излекол мечот, Хакоин рекол: Сега си на портите од пеколот. На тие зборови самурајот, увидувајќи јауката на учителот, го прибрал мечот и се поклонил. Сега си на портите од рајот, рекол Хакоин. Другата страна. Еден ден, млад будист на патот кон дома стигнал до брегот на некоја широка река. Беспомошно зјапајќи во големата пречка пред него, со часови се думал како да најде начин да ја помине.
Само што решил да се откаже од понатамошниот пат, видел голем учител на другата страна од реката. Младиот будист викнал колку го држи гласот. Мудрецу, можеш ли да ми кажеш како да стасам до другата страна на рекава? Учителот се подумал, ја изгледал реката убаво и му одговорил со викање: Синко, веќе си на другата страна. Време за умирање. Зен мајсторот Икио бил многу умен уште како дете. Неговиот учител имал скапоцен филџан за чај, редок антиквитет. Икио случајно го скршил овој филџан, та се сторил парампарче. Слушајќи како доаѓа учителот, ги скрил срчите од филџанот зад себе. Кога мајсторот пристигнал, Икио прашал: Зошто луѓето мораат да умрат? Тоа е природно, објаснил старецот. Се мора да умре и дотогаш мора да живее. Икио, покажувајќи го скршениот филџан, додал: На твојот филџан му дошло време да умре. Мислење што мрда. Двајца се расправале околу едно знаме кое се веело на ветрот. Ветрот е она што се движи, тврдел едниот. Не, знамето е она што се движи, му одговарал вториот. Некој зен учител случајно си врвел оттука, па ја чул расправијата и ги прекинал. Ниту ветрот, ниту знамето, туку само мислењето. Ќе помине. Ученик отишол кај својот учител по медитација и рекол: Моето медитирање е за никаде. Толку сум расеан или ме болат нозете или цело време ми се спие. Просто за никаде. Ќе помине, му рекол учителот ладнокрвно. По една седмица ученикот се вратил кај учителот. Моето медитирање е извонредно. Се чувствувам толку свесен, толку жив, просто извонредно. Ќе помине, му одговорил учителот ладнокрвно.